Последни вести денеска, добро вечер. Политичките партии продолжуваат со изборните каравани. ВМРО ДПМН е на митинзи во Росоман, Градско, Лозово и Велес. Обраќање има кандидатите за градоначалници и партискиот лидер Мицкоски. Во суштина сватив дека тоа е нивната стратегија на овие избори, да кажуваат нешто кое што воопшто и не го разбрале. Сватив дека тие на оваа кампања во овие избори не само што не ја научиле лекцијата од минатото, туку продолжуваат истата лекција да ја прават, истата грешка да ја прават. И од тоа што можев да заклучам, сватив дека единственото нешто покрај лагите им е и црната кампања што ја тераат, па во последно време ги слушаме нивните перјаници како велат дека би било штосно да го најделе моето распарчено тело во куфер некаков, или пак како членството на СДСМ не мразело, туку ме презирало. Тоа се зборови кои што ги кажува еден универзитетски професор во кампањата на овие локални избори. И кога не води црна кампања, тогаш не ја говори вистината или како народот што вели лаже. А изборниот карван на опозицијската СДСМ на митинзи во Богданци, Зрновци, Чешиново Облешево, Виница и Кочани, каде што обраќање имаше партискиот лидер Филипче. На 19 октомври не одлучуваме само за локалната власт, туку за иднината на секој едно семејство. На овие локални избори гласањето е многу повеќе од право, тоа е голема одговорност кој ние сите треба да ја превземеме. Во недела има можност народот да врати својата сила. Народот да победи и да го спаси својот град, своето семејство, своето мало, своите соседи, да ја спаси иднината на државата. И ветувам дека на 19 октомври заедно ќе се избориме и нема да дозволиме една група на луѓе и партиски мокници да крадат иднината и да ги иселуваат младите. На 19 октомври ќе покажеме дека Македонија не е ничија партиска филијала, туку дом на секој еден човек и дека општините не ги оставаме на локалните партиски шерифи. Од останатите теми, екс-директорот на неврологија Кузмановски, кој беше разрешен откако на социјалните мрежи се сподели негово видео со бела прашкаста материја, 7 месеци работел без активна лиценца за работа. Сања Трајковска-Ставров. Доктор Јован Божиновски е лекарот што од сега ќе директорува со клиниката за неврологија, откако претходниот директор Игор Кузмановски беше експресно разрешен по објавената снимка на социјалните мрежи на која се гледа како миша бела прашкаста материја и коментира за квалитет на кокаин. Министерот Азир Алиу кажа дека со вонредни инспекцијски надзори и внатрешна комисија при Министерството, со интерен, а подоцна и стручен аспект, ќе се утврдува дали Кузмановски, освен што менаџирал со болницата, лекувал и пациенти во изминатите месеци, односно повеќе од половина година, додека немал ни активна лиценца за работа. Ние веќе баравме од лекарската комора, но исто така и ние можеме и исто така понатаму после овој извештај стручна комисија ќе формираме баш заради тој дел, само тоа ќе биде втора постапка, втор чекор. Прво да видиме дали постапили колку пациенти има прегледано во овој период процесирани, понатаму да ги провериме кој тип и каков тип на услуги и понатаму вториот чекор ќе биде стручна комисија. Ќе се формираат две комисии, тоа се интерни комисии на клиниката, со која што ќе се направи, односно иницира внатрешен стручен надзор над работата на минатиот директор во период од 12 месеци, со цел да се направи една објективна проценка за квалитетот на услугите и стручните препораки кои што ги давал докторот. Додека од клиниката велат дека ќе се поведе и дисциплинска постапка против Кузмановски, но откако ќе ги добијат извештаите од инспекторите на Државниот санитарен и здравствен инспекторат и Министерството, од лекарската комора за Канал 5 потврдуваат дека Кузмановски 7 месеци немал активна лиценца, односно од март наваму не ја обновил, заради што практично комората и нема што да му одземе. Сепак не се знае дали во иднина ќе му ја продолжат.
Лекарската комора информира дека доктор Игор Кузмановски во моментов нема активна лиценца за работа, бидејќи незината важност истекла на 15.3.2025 година, но докторот има поднесено барање за незино продолжување. Од Министерството за здравство тврдат дека работат на опцијата по истекот на лиценцата на еден доктор која инаку трае 7 години пошто треба да се обнови, лекарот да нема можност за пристап до мој термин, да биде блокиран, а со тоа да не може да лекува пациенти. Кривичниот суд донесе нова пресуда во повторената постапка за случајот Меѓународен сојуз, со која беа изречени намалени казни за обвинетите во споредба со првостепената од 2022-та. Па така, во повторената постапка обвинетиот Бојан Јовановски Боки 13 е прогласен за виновен за измама и перење пари, за што му е изречена единствена казна затвор, која од 9 е намалена на 5 години. Михајло Видимлиски. 5 години затвор доби Бојан Јовановски, познат како Боки 13, во повторената судска постапка за случајот Меѓународен сојуз. Скопскиот кривичен суд повторно го прогласи за виновен за кривичните дела измама и перење пари, а казната е речиси преполовена за разлика од првото судење кога беше осуден на 9-годишна затворска казна. Но оваа казна апелација ја укина и го врати случајот на повторно одлучување. Со тие дејствија, обвинетиот Бојан Јовановски сторил кривично дело измама, за кој судот му утврдува казна затвор во траење од 3 години. Во однос на кривичното дело перење пари и други приноси, исто така му утврдува казна затвор во траење од 3 години и согласно одредбите од членот 44 од кривичниот закон, обвинетиот Бојан Јовановски го осудува на единствена казна затвор во траење од 5 години. Боки 13 денеска не се појави во кривичниот суд да ја слушне пресудата. Неговиот адвокат пак најави дека ќе поднесе жалба. Се игнорирани сите докази кои одат во прилог на обвинетиот, тоа е дека се склучени договори со одложен услов. Во граѓанското право е тоа битен елемент и сите странки кои биле потписници на тие договори знаеле дека се работи за договор кој ќе стапи во сила откако ќе настане условот, а тоа е обезбедување на градежно земјиште и други елементи кои биле предвидени во тие договори, така да и лицата кои се јавуваат како оштетени сето тоа го знаеле. Во повтореното судење намалена е казната и за Јасна Ерцеговиќ. Таа сега е осудена на 2 години затвор. Христина Блажевска доби условна казна затвор од 1 година за перење пари, а таткото на Боки, Миле Јовановски, исто така е осуден на условна казна затвор од година и пол. Правното лице Меѓународен сојуз е казнето со парична казна од 1 милион денари. Овој случај се однесува на злоупотреби преку истоимената невладина организација, при што според обвинението кое што беше поднесено во 2020-та, од бизнисмени биле измамени парични средства за наводна изградба на социјални проекти и домови за стари лица. Во првичната постапка, пратеничката Фросина Ташевска-Ременски доби ослободителна пресуда која апелација подоцна ја потврди. Тоа беше се. Пријатна вечер.